Добар ден од ово издание на Црвена линија. Верувам дека сите сте на своите позиции, удобно сместени во своите домови и се разбира подготвени да се приклучите на денешната дискусија. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска го реши проблемот со приватните превозници и потенцираше дека причините за блокади биле дел лични, дел политички мотивирани. Град Скопје нема долг кон превозниците, договорените одредби предвидуваат единствено услови за вршење превоз на територија на градот, што се однесува до тековните обврски од јавното сообраќајно претпријатие Скопје кон приватните превозници ќе бидат исплатени согласно подпишаните договори, додека трае јавниот повик за нови договори за јавен превоз, а приватните превозници од денеска очекуваат да започне исплатата на неподмирениот долг на ЈСП од 1,5 милиони евра. Сега, кога политиката е тргната на страна, кој кому должи ќе плати, и остана само едно прашање. Ќе има ли Скопје превоз како што е ветено? Затоа денес, драги мои, ве прашуваме дали сега е отворен патот кон остварување на предизборните ветувања за 250 нови еколошки автобуси и бесплатен јавен превоз во главниот град. На социјалните мрежи може да гласате, а секако и да коментирате, лајкнувате и шернувате, а јас еве и ќе ви демонстрирам и покажам зошто е важно секако да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. На Инстаграм стори она што може да биде забележано секако е моментот да можете да одговорите на денешното анкетно прашање, кое што гласи. Сега за кратко ќе можам и да ви покажам, а ќе ве потсетам дека нашата тема објавуваме и на Твитер Црвена линија и секако Фејсбук профилот на Телма телевизија, неминовно е и таму да не заследите и секако да не заследите и секако да го дадете одговорот. Со оглед на тоа што ќе мора малку подосна, а не, еве го, отвори интернетот, е послушен, што значи, еве зошто треба да кликнете на Инстаграм, на сподели и веднаш да ви се појави нашето Инстаграм стори прозорче. Прашуваме дали верувате дека градоначалничката Арсовска ќе биде првиот политичар што го остварил ветеното. Имате две опции за одговор, а едната е да, секако следната опција е не. Кликате, не следите и не заборавајте секако дека резултатите, како и вообичаено, ќе ги соопштиме никаде конкретно ова издание на Црвена линија. Што се однесува до телефонскиот број, тоа не останува непроменето, значи 023070005 и го имаме веќе првиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме, така? Да, се слушаме. Одма одговарам за Данела дека да, си оствари. И повеќе многу постигнеше, меѓутоа, многу големи почници и од ДСС и прав. Забораваме ние дека четвртата власт е локалната самоуправа. Таа е одмешање на партите, не може сиротата да постигне што треба. Не може да постигне заради тоа што се меша партите. Запосли ми го овој, запосли ми го нај. Не беше. Ако бираме градоначалника, и сегде тоа сакам во Македонија да се случува. Што ме четврта власт во државата, мислам за тоа знаете и вие, тогаш таа треба да работи самостално. А кој е поддржал? Не е многу ни важно. Жената убава работи и мислам дека повеќе ќе постигнеше, ама кажа зошто не постигна. Заради тоа што кажа што е кочат партиите. Те едните, те другите. Додека ние не сватиме дека градоначалниците се четвртата сила, да речам, во државата, тоа нема да се случи, нажалост. Да си во право, си работи. Не работи по баби, жаби, редовци, си работи како што треба. И секој е чест. И сите градоначалници да работат така. Значи, верувате дека наскоро ќе има
имаме бесплатен јавен превоз и меѓу другото ќе пристигнат 250 автобуси еколошки. Добро, благодарам за првиот гледач кој што се вклучи во црвена линија. Аз секако еве ќе покажам пред се нешто што извадевме и од Твитер. Ова е меѓу другото и објава на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, кој што напиша: навистина ме радува фактот што се повеќе граѓани активно ја користат мерката за бесплатен јавен превоз во Куманово и истата е позитивно прифатена од сите, особено во ова време кога секоја заштеда е значајна за семејниот буџет на нашите граѓани. Значи, бесплатен јавен превоз во Куманово, а нормално гледачите еве кои што се јавуваат и од другите градови може да ни откријат каква е состојбата со јавниот превоз во нивниот град и дали еве како и во Куманово, ми се чини во Македонска Каменица има бесплатен јавен превоз. Добар ден. Ало. Здраво, во црвена линија сте. Здраво, Тинче. Еве, мило ми е што те добив. Многу убаво ја водиш и, мислим, и емисијата. Благодарам многу. Секоја ти чест. Вака да ти кажем, ја не веруем на никога. Тај Даниела, например, добро, малку се изрази градоначалничка, зашто дозволи оволко штрајкови? Зашто дозволи да се народот малтретира, да плачат по улица, овој да прават оној? Значи, стреси га човека, направимо, па после дајте му онодимо. Да беше она свесна и све, ја не го нападам, немам ништо ни против, не сам ни гласала, нема ни да гласам, но само сакам да ти кажем, зашто толку дозволи да се малтретират, да плачат деца дома, да не се дават плати? Јас знам, Тинче, јас сам работила и тоа собрание 5 месеца без пари, по договор на дело. Знаеш колку ми се тој делуе? Колку сам се молила, колку сам скрием се доле у салата, они сите идат јата тамо по кафани, а јас се скрием у салата да изчистим и лепи кафе, куснем на брзина само да имам сила да работим. После џабе што ме осигураа, што ми даде и решение, еве сега сум у пензија. Сега би сакала да ме подсетите од кој град се јавувавте? Паланка се јавам, Тинче. Еве каква е состојбата со јавен превоз во Паланка, со оглед на тоа дека еве во Куманово е воведен бесплатен јавен превоз? Да сте живи и здрави да продолжите. Значи, многу ви е фина емисијата, тој сакам да ти кажем, више не веруем на сите очи, на очите мои не веруем, Тинче. Од едното око у другото. Беше лошо, како почна приватизацијата. Беше лошо, по-лошо, сега е најлошо. Само народот да има сила да издржи и овој на негде ќе пуца. Но дај Боже да биде на добро, зашто еве само гледамо штрајкови, само гледамо по болници тамо. На што личи овој? Бе, по овој не е Македонија, овој. Благодарам многу за јавувањето, а јас ќе потсетам и ќе замолам се разбира да се држиме до темата за која што денес се дискутираме. Ќе потсетиме дека денес прашуваме дали е сега отворен патот кон остварување на предизборните ветувања за 250 нови еколошки автобуси, бесплатен јавен превоз во главниот град и секако еве ќе ги охрабрам и останатите гледачи да не биде дека се држиме само до проблематиката за главната метропола. Она што се случува во Куманово е бесплатен јавен превоз. Охрабрувам од Куманово да се јавите и да ни откриете како тоа функционира, дали е во тек се уште таа поволност за граѓаните и секако ќе напоменам дека и градоначалникот на општина Македонска Каменица има објавено дека жителите на Македонска Каменица ќе можат да користат бесплатен јавен превоз. Добар ден. Добар ден и убав ден вам и на вашата екипа. Вака, радо обеќање, радо лудување. Сега идат да се гласа. Затоа госпоѓата Даниела кажува Брда и долини. А ќе видиш после кој ќе гласаат неа, дали она така што рекла и ќе одрекле. Дали ќе рече истина е тоа? Не, у Македонска Каменица нема автобус од Скопје да дојдеш до село. Дали знаете ли? Јас сакам да идам да си го видам родното село, ама не можам. Нема автобус. Треба такси да викнам, а такси тоа е 1000. И од 1000 од тамо 2000. Толку ви благодарам, ме извини ако греши, пријатно. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму, дискутираме за тоа дали е сега отворен патот, еве ќе потсетам кон остварување на предизборните ветувања, а тоа е за да фреквенција од 250 нови еколошки автобуси и дали конечно на Скопје ќе му се случи бесплатен јавен превоз.
Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Дали сте Поздрав. корисник на јавниот превоз? Да, корисник сум и постојано го користам, кога ќе имам потреба, секој го користам тој јавен превоз, али искрено да ви кажам, јас сега на Даниела ќе дадам една голема десетка, затоа што ени двајца криминалци Без истера навредливи од- зборови, ве молам. Добро, нема проблем. А каде што се ослободе од тие двајца големи луѓе кои што правеа циркуси во градскиот сообраќај, сега се формира друг одбор каде што најдоа заеднички јазик и сега тие луѓе 210 автобуси приватни ќе ги пушат во Скопје да ги обслужуваат со тоа што Скопје ќе биде поново во истата она транша што беше да нема чекање многу автобуси со тоа што Даниела е како економиста способна и ги прави работите она што треба да се направи за град Скопје. Сега дали ќе се исполнат овие обеќања од 200 и кусур автобуси што се обеќа и без пари, тоа никој тоа не може да го потврди затоа што градскиот сообраќај на град Скопје е во загуба доста пари, али доволно е да имаме ние автобуси, да се превезуваме, да не чекаме и да не има расправи помеѓу граѓаните. Тоа треба да го работи градоначалникот на град Скопје и многу поздрав. Благодарам и голем поздрав и до вас. Одиме со уште една објава на Твитер. Ке ве посетам секако да сте најбрзо и најефикасно информирани секакош и секаде кликнете на telma.com.mk. Еве и ова го издвоивме со цел да ве подсетиме дека на 6 март, тоа е вчера, веста беше дека ќе биде распишан нов повик за приватни превозници, автобуси на улиците ќе се вратат најрано од 20 март. Факт е дека некои линии, бројки на линии се чекаат и предолго, што порано не беше пракса. Како и да е, она за што дискутираме денес, дали на главниот град повторно ќе му се случи ветениот бесплатен јавен превоз, како и 250 нови еколошки автобуси, а во меѓувреме ќе подсетиме дека во Куманово е воведен бесплатен јавен превоз, најавуван и за Македонска каменица, каде тоа се случува и јас ве охрабрувам да ја пренесете ситуацијата каква е од градот од кој што се јавувате. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Благодарам, јас сум на линија, нели? Да повелете. Ете така, прво да ви честитам утрешниот ден на сите жени од вас, па сите натаму во телевизијата ваша и во цела Македонија. Големо благодарам и ве очекуваме утре секако во црвена линија повторно и ве. Бог на помош, нека така, со честитка. Пото тешко се фаќа врска, ако успееме пак ќе јавиме, ако не, да предиме на темата, пошто еве превозот, Даниела, од Паланка гледачката кажа убаво, ништо не чини во Македонија. Тоа е најточно изгледа ми. Затоа што од Паланка, Каменица, Делчево, Берово, нека кажат некој од тамо, нека се јават дали имат автобуси од Каменица, од Делчево, од Берово за Скопје. Дали имат превоз, автобуски превоз. Зошто патот Паланка, Каменица не потенцираат тамошните градоначалници да го поврзат, да не бикуват луѓето од Каменица до Паланка 150 километри, а овака е 30 километри, нема ни 30. Значи не е само превозот во Скопје, не е само решението Скопје, што ќе стара скупи. Од овие наши челници, од овие пратеници наши, градоначалници наши, што очекуваме? Само да се новат милионери ли? Треба и за народ се мисли, меѓу тоа, зошто од Делчево не се јави некој да каже дали има автобус? И зошто нема ако нема? А зошто да нема? Нека потенцираат. Пред се ќе ви се заблагодарам во моје име и во име на сите мои драги колешки, бидејќи ни го честитавте ден пред денот на жената. Благодарам за убавите желби, а меѓу другото и забележано и драго ни е дека еве дадовте идеи да проговориме за каква е состојбата со меѓуградскиот превоз во земјата, каде тоа има, каде нема, колку е фреквентно, достапно и така натаму.
Одиме понатаму 023070005. Продолжуваме со вас. Секако ве охрабруваме, не зборуваме само и за Скопје. Можете слободно да проговорите каква е состојбата со јавниот превоз во вашиот град. И нормално е да откриете работи за јавноста кои што се непознати, бидејќи сепак граѓаните секојдневно си го живеат својот живот и најдобро знаат како се изгледа на лице место. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, многу ветување, ама слабо остварување. Никакво. Не оставија осакатени ланска година со јавниот превоз. Имаше многу гужви, застои и скуп заврзлами во врска со превозот. Така да ја многу не сум задоволен од јавниот превоз. Општо, значи градот Скопје воопшто не се секира за тоа, а и за други работи не се секира. Ветување дека ќе набави нови автобуси, тоа значи ново заглавување на државата кон некои странски фактори, бидејќи тие автобуси нема да бидат наше производство, ФАС го затворија. Мислам дека со овој Ван Хол немаат соработка. Значи пак ќе мора да набават од некаде автобуси, а тоа значи дека задолжување, пари давање, а пари се нема. Значи не би им пожелувал да земат автобуси од некоја друга фирма. Ја би препорачал да земат од Ван Хол, како го викаат, затоа што тој дужи многу пари на државата, уште во времето на тој Будимпешта што избега, му даде некаде преку 30-40 милиони евра за да го рехабилитира, тој треба сега да врати нешто од тоа. Благодарам за јавувањето, ќе ве подсетам, само внимавајте на тајмерот. И ќе одиме со уште еден твит. Секако можете да се надоврзете и на она што го коментираат и пишуваат твитирџи. Па продолжуваме со твитот на М, која напиша, или М, напиша, ќе им се извинили Данила на приватните превозници и на скопјани. Ова е коментар практично на насловот, каде што пишува приватните превозници. Град Скопје постигнаа договор. Приватните превозници во јавниот автобуски превоз и град Скопје постигнаа договор за исплата на долгот од 1,5 милиони евра. Како и да е, продолжуваме со вас, се разбира, вклучени во дискусијата сте сите. Можете апсолутно и пожелно да го пренесете вашето искуство како корисник на јавен превоз. Верувате дека доколку сте од Скопје ќе се случат ветувањата за употреба и на 250 нови еколошки автобуси и секако бесплатен јавен превоз, а и останатите секако очекуваме да ни откријат каква е состојбата со јавниот превоз во нивниот град, каде го има, каде го нема и дали всушност во некој од градовите има и функционира бесплатен јавен превоз. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Може да зборувам? Да, намалете го само тонот на телевизорот. Намален ми е. Одлично, повелете. Се јава гледач од Гергелија. Така? Сега се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Така, велите за овој јавниот превоз за Скопје за да биде бесплатен, нови автобуси, не знам како, што тие работи. Дали овие власти мислат дека овие другите што не се возат со автобуси треба да ги рипат дупките, патот е како Авганистан ископан, како во Сирија. Никола остана, секој ден по мајстори, сите коли се израсипаја. Па ние кога одеме на регистрација си плаќаме за патишта. Дали може да дојде некој да види у Гергелија? Гергелија према Кожув, село Ново Коинско, не може две возила да се разменат. Мора едното да испадне. Има дупки помало од 20 сантими нема. До кога ние ова ќе си кршиме возилата, а плаќаме, дури кога ќе одеш на регистрација прво плаќаш за јавни патишта, а може регистрацијата и на рати да се ја направиш.
Нели е срамота од оваа влада? Така, сега убаво е ова што го споделивте и забележано е, бидејќи може апсолутно да биде тема во некој издание на Црвена линија, кога веќе зборуваме и за регионални патишта, состојба на патишта и така натаму. А еве во Гевгелија јавниот превоз функционира на кој принцип? Во Гевгелија нема јавен превоз, мал град нема јавен превоз, има мали автобуси, вие приватни, нема бесплатен јавен превоз. Така, еве дали во Скопје кога доаѓате користите или сте користеле јавен превоз? Не сме користиле, али само сакаме малку, ќе извинете, малку подолго ќе ми оставите само време да ви докажам. Ми е многу стварно зорт дека си ги сокршивме колите. Не знам вие, за 3 месеци еднаш копат, уште тоа не е асфалтирано, пак копат пак. Јасно. Благодарам ти тоа што го споделивте со Црвена линија, секако е забележано и ќе имаме во предвид секако да направиме и една дискусија на оваа тема, а верувам дека гледачите ќе имаат многу што да кажат. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па еве да прашаме состојбата со јавниот превоз во Прилеп. Па имаме градски сообраќај, како партија ВМРО го воведе градскиот сообраќај. Дали е бесплатен? Скромна цена беше 20 денари, мислам дека уште да не 20 денари, имаше и без пари за така не знам за пензионери како беше. Мислам дека е добро дело, но многу поважно е да кажеме дека моментално тешко живеат било која општина во Македонија. Пошто нема поддршка никаква од буџет на државата, секоја локална самоуправа на тежок начин се снајдува да обстојува. Куповна моќ, стандард на население е уништен, не се плаќаат сметки за комуналец, за вода и така. Самите општини имаат малку средства за живеачка, така исто и во Скопје. Ова речи, како се каже Данела, ја врбува, ја уцерија нешто овие од СДС, се откаже од ВМРО што донесе на власт и тие што гласавме за незе и ги стави сега на функции во градски сообраќај со рачината во медот од ДУИ и од СДС. И па сега со оглед на тоа што повеќе нема политика, верувате ли дека ќе го исполни ветеното, односно ќе бидат донесени 250 нови еколошки автобуси и воведување на бесплатен јавен превоз? Кога СДС не отвора фабрики, нема здрава економија, нема развој, нема пари за ништо со оваа власт, но дека оваа власт не падни, дојди ВМРО да отвора фабрики. Благодарам за јавувањето. Добро, и еве уште еднаш во продолжение ќе потсетам, драги мои, да зборуваме на темата. Главна основна тема е јавен превоз, а секако акцент ќе ставиме и на јавниот превоз во главниот град. Односно, дали сега сметате, ова им се обраќам на Скопјани особено, дека патот кон остварување на предизборните ветувања за 250 нови еколошки автобуси ќе се оствари и дали Скопјани повторно ќе добијат бесплатен јавен превоз. Останатите секако бараме да слушаме дали сте задоволни доколку имате јавен превоз, како сето тоа функционира и дали сте во вашиот град корисници на бесплатен јавен превоз. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Така, прво, треба наедно да бидеме задоволни ако тоа се оствари, затоа што ние сме 4 члена во фамилијата и ако сите, значи, користиме бесплатен превоз, стварно ќе биде бенефит за сите граѓани во градот. Меѓутоа, тоа за да се оствари, прво треба господјата Данела да се помири со советот на ВМРО и председавачот. Се дотогаш тоа може само да талка и да замислува. Тие не ја дозволија сега да купи 50 автобуси, а 250 тоа е голема сума. Тоа за градот Скопје е многу. Тоа е голем издаток. Оно што го направиле во Куманово, во Каменица, тоа е капка во море, затоа што таму треба еден автобус, 2-3 автобуса, каде што може и да се направи, да се услужа граѓаните и тоа е возможно. Меѓутоа, во градот Скопје тоа е невозможно, да ви кажам наистина, и не верувам дека ќе дојде денот кога ние сите ќе посакаме и ќе се возиме, значи, со тие автобуси кои ќе бидат бесплатни. Затоа што со тоа, фактички, тие автобуси
Нема дали ќе биде празни или полни, фактурата ќе биде на 50 патници во автобус. И тоа ќе излезе многу пари, а тоа не може градот да го поднесе. А еве дали верувате дека градоначалничката Арсовска ќе биде првиот политичар кој што го остварил ветеното? Не. Благодарам што го дадовте вашиот одговор на нашето анкетно прашање и сега го што се вклучивте во црвена линија. Одиме понатаму со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Севам од Охрид. Сакам да кажам дека во градот Скопје, како централен град, има јавен превоз бесплатен за сите пензионери. Зошто не е така и за сите преостанати градови? Кога тогаш тие пензионери кои може да користат таква услуга, зашто да не користат и нашите граѓани во градот Охрид или било кој друг град, градот Струмица. И ево, јавниот превоз се одвива непрекинато, безпречено. Може да ги обслужи сите граѓани, но кога ќе се појават пензионерите, тогаш има гужва. Значи, да без приватниците, пак се сите граѓани стигнати навремено на работа и се идени дома. А јавниот превоз кај нас, мора ти да го платиш дали ти си 10 годишно детенце или со 80 годишен пензионер. И јавниот превоз кој се одвива меѓу две општински места, како Дебрца и Охрид, јавниот превоз застанува на јавен пат, каде што досега не се случило ништо, фала му Бога да речеме, кој утре ден ако нешто се случи, кој ќе преземе таа одговорност? А се застанува поред аеродромот, каде таа траса делница се работи. Ако нешто несакано се случи, кој ќе преземе таа одговорност? Никој. Возачот кој го управувал моторното возило и тој што одлучил да застане на таа покажана или не обележена постојка, какова и да е. Големо благодарам и вама еве што се јавивте и што ни предучивте каква е состојбата со Охрид и меѓу другото еве од вас добиваме одлични идеи. Ова за што говоревте апсолутно може да се спомене и да се формулира заедно со нели темата за која што најавува и ја предложија претходните гледачи кога црвена линија ќе биде подготвена да проговориме токму за меѓународниот превоз, овие меѓуградски линии, овие меѓуопштински линии и всушност и за безбедноста во случајот на превозот на патници. Благодарам многу. Одиме понатаму, тоа е оној што очекуваме да слушнеме во црвена линија. Затоа 02-307-0005 верувам дека ни носи и нов гледач. Открите ни е состојбата со јавниот превоз во вашиот регион, местот каде што се јавувате, можете еве да бидете и од оние во кои градови или региони е воведен бесплатен јавен превоз, тоа се случува во Македонија. Скопје се уште нема целосно бесплатен јавен превоз за своите патници, а и еве Скопје ништо обмисла дали ќе се остварат ветувањата за 250 нови еколошки автобуси. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Овака да ви кажам, воопшто не верувам дека градоначалничката Арсовска ќе биде првиот политичар што ќе оствари ветеното. Воопшто тоа нема шанси да се оствари тоа, затоа што се гледа по градоначалничката дека манипулира цело време. Например, дека бесплатен превоз, она хаос направи во превозот, а не да добие бесплатен превоз. Зошто да речеме, со приватните превозници им викаше дека нема долго, излагаше на вашата телевизија со вашата главен уредник Созен, викаше дека нема долг спрема приватните превозници, сега има долг. Значи лаже опасно. И тоа треба да се позабави малку оваква институциите со нејзе. Градот нема долг, но јавното сообраќајно предпријатие има. Па тоа под чија надлежност е јавното сообраќајно предпријатие? Така е. А она не знаела сирота. Ајде верувате дека ќе ни се случи на Скопје ни да имаме бесплатен јавен превоз? Боже, сад човек. Така вика Скопјани. Нема шанси тоа да се случи.
Корисник сте на Остава јавниот градоначалничка, превоз? она си го тера само да ја зема платата и ќе биде забележен како најнеспособна градоначалничка до сега во Скопје, после Трифун Костовски. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Видете, јас сакам да кажам нешто за овие проектите што ги обеќа градоначалниците. Проектот што е во Скопје е голем проект, 250 автобуси, тоа е многу, али таа треба и секој ден градоначалник треба да преземи тие автобуси да набавува етапно. Например, сега во оваа година, овој мандат незен да набави баре 30 автобуси и тие автобуси да бидат еколошки нормално и задоволуваат сите стандарди. И граѓаните да почнат да ги користат, се дали тоа е бесплатен превоз ќе биде или со ова, зависи од снагата на секој еден граѓанин. Вие кажувате дека Куманово имало бесплатен превоз. Тоа знак дека нема високи плати, ниски плати и донира од други средства се дава за тие автобуси, за тие превози. А најправилно е да има бесплатен превоз, али тој бесплатен превоз треба да некој го финансира. Па го финансира граѓаните. А верувате ли дека ќе се донесат 250 еколошки автобуси? Видите, тоа е голем проект, е сега голем проект и ти не може да се набават наједнаш. Треба етапно да ги набавува секој еден градоначалник. Например, сега Арсовска треба да порачат 10 или 50, како што рече претходниот, а пак е тоа многу и тие да ги пусти во употреба. А верувате ли дека ќе се исполни ветеното? Сето тоа ќе речеме само како изборна кампања, гласајте ме мене и она. И секи пат другите. Благодарам за вклучувањето. Ќе ве потсетам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди. Па еве и ќе ве префрлам на Facebook Црвена линија да видите како изгледа нашата објава на овој социјален медиум. Секако имаме и коментар. Ќе ве охрабрам да продолжите да коментирате, шернувате и лајкнувате, така да на анкетното прашање на Црвена линија дали верувате дека градоначалничката Арсовска ќе биде првиот политичар што го остварил ветеното. Тоа ни е во едно Instagram стори анкета, две опции за одговор да, не. Еве, веднаш коментарот на Тина Стојановска е не. Еве како го коментирате јавниот превоз и во вашиот регион, вашиот град, ве охрабруваме секако во Црвена линија еве да споделите вашето лично искуство како корисник и секако главната тема е за метрополата и јавниот превоз и ветените 250 еколошки автобуси, секако бесплатен превоз за граѓаните. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелите. Нема шанси. Што нема шанси? Па да биде бесплатен јавен превоз во Скопје. Тоа го кажав и кога беше изборната кампања и сега го кажам исто. Тој што верува во ова дека ќе го оствари, тој треба да биде онаму за последна 20 кеца. Знаете зашто? Па тие автобуси не одат на вода. Мак Петрол треба да донира беспари нафта и газ, ако сакате беспари автобус. Таа нема пари да заврши универзалната сала, ќе отвора бенак. Па еве го проектот за набавка на нови автобуси и пропадна, неќа советниците да го гласаат новиот кредит. Од кај ќе купи нови автобуси? Пред месец дена тоа се случи. Вратете ги вестниците назад ќе видите. Нема шанси. Знаете зашто? Ако имаше пари ги СП и градот немаше да биде овој циркус со приватните автобуси, да им должат пари. Тоа е голема инвестиција. Кој ќе покрие таа инвестиција за бесплатен јавен превоз во градот Скопје? Сакам да некој да ми каже. Па ќе ни се случат ли 250 еколошки автобуси? Ма нема шанси бре, како купување какви бакрачи. Со што ќе купи? Со вошки? Па погледнете ги у градско собрание се советниците се како рогови у вреќа. Па тоа го кажам, пред месец дена на дневен ред не го гласаа предлогот за кредит за нови автобуси ПС. Или колку требаше да купи овие за на газ, што беа новите автобуси. Или еве сега за приватниците што им вете нови автобуси. Од каде пари? Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Ајде, ќе си одиме сега повторно кај Твитерџи, секако и таму многу се коментираше. И еве ќе продолжиме да видиме што ќе ви издвојам. Траче или Маче, така изгледа, напишал: ами повикот за превозници за број 22 приватни, според кој критериум ќе беа доколку се пријавеа? Тоа прашува Маче најверојатно. А да видиме што ќе каже и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија? Дали се слушаме? Се јавувам од Пехчево, од Истокот. Од Истокот. Епа како е со јавниот превоз во Пехчево? Со јавниот превоз никако. Откако се растури Берово Транс, ние немаме превоз ни до Берово да идеме. А камоли до други места. Само една линија имаме, наша пехчевска Андон Компани, Пехчево Скопје, и тоа е се. И еве како граѓаните се снаоѓаат најчесто? Кој како знае. Кој има кола со пријатели и такси, ако најдеш 2 такси работат. Никако. Да завршиш работа во Берово, многу тешко. Еве, ако ги следите состојбите, верувате ли дека на метрополата може да и се случи бесплатен јавен превоз за сите и секако увоз на 250 еколошки автобуси? Не знам. Не верувам. Не верувате, добро. Што би сакале да додадете, еве, кога сме веќе кај јавниот превоз Пехчево? Па да се најде некој да отвори, да вози. Да има фирма, како што беше Берово Транс, да можеме на секаде да одиме. Не е работата само нив да си се гледаат. Истокот сме чисто заборавени од таа страна. Така, благодарам бескрено за јавувањето и благодарам за сите гледачи кои што пренесувајќи ја состојбата од градот со превозот, јавниот превоз, никако дадоа насоки. Црвена линија итно некако да состави тема за која што ќе дискутираме, тоа е меѓуградскиот превоз и квалитетот и секако неопходноста од истиот. Одиме со реклами. А сега е време да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Тука ќе ве посетам да не заследите Црвена линија и еве оние кои што го направија тоа и дадоа одговор, вака изгледаат резултатите. На денешното прашање дали верувате дека градоначалничката Арсовска ќе биде првиот политичар што го остварил ветеното, со да одговорија 29%, со не 71%. А јас само ќе ве подсетам дека еве во студио ги донесоа свежо подготвени прашањата за заврти на Телма. Вчера се освои телевизор, така да за многу кусо време вие сите кои што следите Црвена линија, апсолутно ве охрабрувам да останете со Телма и со мене и да си ја пробате среќата. Ај, ќе ви откриам едно прашање, подгответе се. Колку изнесува половина од бројот 104? Се гледаме за кратко.